Денеска извршив увид во работењето на подрачната канцеларија Титово на Државниот управен инспекторат, по однос на постапките кои што се водат во рамките на управниот инспекторат. Иако тие своите постапки ги добиваат централизирано, односно ги добиваат преку централата во Скопје, сепак тие имаат редовни контроли кои што ги вршат согласно планот за вршење на контроли, и до што можев да го видам во рамките на Државниот управен инспекторат подрачна канцеларија Тетово е дека тие нема доволно луѓе за работа. Она што треба да се направи во следниот период е да се екипира одделението на Државниот управен инспекторат во Тетово со повеќе луѓе, бидејќи работата која што имаат тие е многу обемна, покрива многу институции, значи треба да се направи контрола на многу институции кои што реално луѓето колку и да се квалитетни со двајца вработени, а покриваат 6 општини, тоа е практично невозможно да се направи. Дополнително тие ги немаат и основните технички услови за да може да правилно да спроведат контролата, односно како што ме информира и самите вработени, за да стигнат на одредена локација каде што треба да направат контрола, без разлика дали станува збор за редовна планирана контрола или вонреден надзор кој што треба да го направат. И вонредна контрола тие користат превоз, јавен градски превоз, кој што за стигнување до одредени локации, посебно во руралните делови, е многу тешко да се организира во текот на еден работен ден, да се отиде до таму и да се врати. И тоа е нешто што во следниот период треба да се направи. Дополнително немаат добри услови за работа, бидејќи во една навистина мала просторија делат заедно со колеги кои што се од друга институција, и реално исто така и нивните услови за работа внатре се прилично лоши. Во текот на контролата, кога сме тука во Тетово, посетив една точка за услуги кој што е проект на Министерството за информатичко општество и администрација. Иако оваа една точка за услуги се уште е во фаза на изработка, начинот на кој што е планирано да се направи, начинот на кој што сега се спрема таа канцеларија, нема да биде доволна за спроведување на сите електронски услуги, онака како што претходно министерот Дамјан Манчевски го најавуваше, односно ќе покрива многу помалку услуги за граѓаните отколку тоа што го нуди центарот во рамки на Скопје. И тоа исто така нешто, иако е ветено на граѓаните во општина Тетово и на сите оние кои што гравитираат кон општина Тетово дека ќе имаат квалитетни услуги од страна на државните институции, тоа не е така. И мојата работа е во следниот период, иако тоа, како што кажав претходно, било ветено, навистина да го спроведам онака како што било ветено на граѓаните и да го направам да функционира онака како што треба, односно секој граѓанин да има квалитетна услуга. Тоа значи дека кога ќе се обратите вие во центарот за услуги, на точка за услуги, вие со малтене за 5 минути да можете да извадите извод на родени, да можете да извадите државјанство, да можете да добиете извод на претходни работни места, значи со само давањето на вашата лична карта и уплакањето на пари преку електронска картичка во рок од 5 минути да ги добиете овие услуги, но за жал, како што кажав, она што министерот Манчевски го најавил и она што сега се спрема тука на терен да се направи, тоа не е исто. И моја обврска ќе биде понатака да го спроведам.